Драги гледачи, добар ден! Добродојавте во најновото издание на овој наш и ваш демократски импулс. Јас сум вашиот водител и уредник Трајче Китановски, а денеска исто така ќе имате можност да видите уште едно во низата специјални изданија на овој наш подкаст со цел да ви ги представиме кандидатите за градоначалници и советници на партијата Демократи. Овој пат се дружиме со кандидатот за градоначалник на општина Струга, господинот Роберт Милевски. Добар ден и добродојавте во наше студио. Добар ден, Трајче. Пред се сакам да ви се заблагодарам на можноста да учествувам на овој ваш подкаст, бидејќи е битно македонската јавност и пред се стружени да слушнат што се нуди во мојата програма за градоначалник на општина Струга. Честа е моја, се надевам и верувам дека имаме што да си поприкажеме на Струга, на општина Струга, да те доближиме што повеќе народот да дознае и тие што не знаат нешто повеќе за тебе. Во секој случај, да. Со таа цел би те замолил да ни се представиш пред стружени пред македонската јавност. Така. Стружени доволно мислам дека ме познаваат, но сепак да се представам, како што рековте, значи јас сум Роберт Милевски, роден сум во Струга. Моето искуство со работа почнува некаде на мои 12 години, во кое што време бев дел од еден од најголемите сервисни центри кај нас, познатиот Крстен Миладин во Струга, каде што го печев занаетот за електроника. Значи тоа ми беше желба и интерес. И паралелно со тоа ми се роди желбата за компјутери. Така да моите родители на времето ми купија Commodore 64, познатиот модел на компјутер. Стариот. И да, и цело лето, наместо да го поминам со моите другари на плажа, јас го поминав учејќи програмирање. И тогаш ми се роди уште поголема љубов кон таа работа и продолжив во животот во мојот работен век со таа струка. По вокација сум дипломиран инженер по информатика. Како се тоа почна? Значи студирав на еден од најпрестижните институти во Германија, тоа е Хасо Платнер институтот за софтверско инженерство, Институтот за информатика при Универзитетот Потсдам, со комбинирани студии на Фрај Универзитет Берлин. Значи тоа е центарот на информатичката технологија во околината на Берлин и Бранденбург. Таму дипломирав. Во меѓувреме работев во една од најголемите компании во Германија, тоа е TÜV Rheinland. Започнав како студент, меѓутоа за 6 месеци постанав шеф на софтверскиот тим. Се работи за интерна програма во Германија, се вика тоа МПУ, тоа е медицинско-психолошки истражувања. Тоа се користи во смисол на испитувања, значи има дел кој го испитуваат доктори, има дел кој го испитуваат психолози. И сето тоа мора да се запише во база, да се направат податоци за луѓето и така натаму. Потоа формира сопствена компанија во Германија, се уште работам со мојата компанија, имам 18 вработени, работиме на различни полиња, на различни технологии, во секој случај сега да не бидам нескромен, може да се пофалам дека во соработка со Текан, тоа е една од најголемите компании во светот за производство на медицински инструменти, швајцарска компанија која има различни локации низ Германија, Австрија и Швајцарија. Го развивме еден од најбитните инструменти што се користи денес во сите медицински лаборатории во светот. Ние работевме на истражување за cell counting, тоа е броење на клетки, на мртви и на живи клетки. Работевме на gas chamber, тоа е комора каде што со помош на гасови се овозможува одредени биолошки материјали да се репродуцираат и исто така работевме на ДНК анализа. Да бидам нескромен, да кажам дека во светот го постигнавме светски рекорд како македонски инженери, во кој што успеавме да секвенционираме ДНК за 5,6 секунди. И тој рекорд се уште не е соборен. Тоа беше представено на најголемиот саем за медицински инструменти во Вашингтон и беше многу успешно. И сум многу горд и на себе и на мојот тим за тоа што го постигнавме. Потоа продолжив со многу големи компании како Raiffeisen банки, реосигурувањето, Universal Music Group, значи најголемата компанија за музика во светот, тоа е на Universal Studios. Меѓутоа да скратам, битните проекти беа, да речеме, работа со Тесла. Значи стапивме во контакт, тие не избера нас како компанија која ќе работи на софтвер за поврзување на сите фабрики на Тесла во светот. Значи комплетно да се поврзат и добавувачите и фабриките меѓу себе
и интерната комуникација на производите и на полупроизводите како одат. Што друго сакам да кажам, во моментов работиме со SpaceX и со Starlink, сепак уште продолжуваме со работката со Илон Маск, и ми представува чест и задоволство како македонци да може да се покажеме во светот во една од најуспешните области за најнова технологија. Паралелно работиме на вештачка интелигенција со стартапи од Калифорнија. Меѓутоа тоа е проект кој што се уште е во, да речеме, тајност. Се работи за компанија која што се уште не треба да се продава, но тоа е друга приказна. Инаку семејно можам да кажам, јас сум оженет со супругата Гордана, срекно оженет, татко на две мали ангелчиња. Тоа се двете близначиња Јован и Елена. Тие ни се родија пред 2,5 години и ни представуваат, мислам, дека се во животот. Тоа е најважното. Семејството и фамилијата се за мене број 1. Вака, накратко, мислам дека тоа е што имам да го кажам. Твое резиме CV, вака може да завршиме емисијата. Подкастот да заврши. Богато CV, значи, стварно. Да. Браво. Она што сакам да те запрашам, што ми делува последователно на ова твое CV, да. Големо CV, ти си, како што можам да увидам, да заклучам, успешно реализиран човек во полето на работата, на фамилијата, на семејството. Што те мотивираше за да започнеш со политика, да се кандидираш за градоначалник и како потпрашање зошто баш партијата Демократи? Да. Ќе ви објаснам. Политиката ми е хоби. Искрено ја пратам цел живот, од мал, дедо ми веројатно ми ја всади во мене, гледајќи вести во 19:30, уште во тоа време, и се интересирав како течат процесите. Јас бев тогаш многу мал, меѓутоа пратев што се случува. Зошто за струга? Тоа ви е прашањето, така? Се навлегувал во политичкиот дел. Искрено бев разочаран од големите партии во Македонија, затоа што едноставно мислам дека ги оставија стружени на цедило и не кандидира свој кандидат за градоначалник, како ние да не постоиме. Има на Facebook една група, таа се вика "Спомнете ја Струга барем на временската прогноза". Значи Струга не се спомнува ни на временската прогноза. Ние сме како исклучени од Македонија. И тоа ми е многу криво. И сакам тоа да се исправи, затоа што Струга тоа не го заслужува едноставно. Струга заслужува добра иднина, имаме капацитет, имаме луѓе кои што можат градот и општината да ја претворат во, јас мислам лично, да не бидам нескромен, ама едно од најубавите места на планетава. Тоа што ние го имаме на Охридското езеро, мислам вклучително и Охрид секако, е нешто што ретко се среќава. И тоа, тие капацитети да не се искористат. А од политичка страна, да се остават на политички препирки помеѓу политичките партии во смисол кој кандидат, кои гласови ќе ги добие, па тука има ценкарење, па се продаваат, па еве сега најново, не е битно да не спомнувам партии кои се, вие ќе гласате за нас во Струга, ќе ме поддржиме, ние од друга страна ќе добиеме, не знам, функционери во Крушево и во Куманово. Значи се прават пазари. Тоа сме ние стружани. Како може тие да си дозволат со гласот на народот да си играат? Тоа не смее да се дозволи. И заради тоа искрено реков дека мислам дека ми е целта да преземам одговорност и да им понам на стружение на друга визија. И така ми се вика програмата, нова визија за Струга. Така, но зошто баш од партијата Демократи? Видовте ли нешто кај таа партија што нема мислам може околу тоа? Тоа е политички дел, исто ќе го кажам. Вака, јас сум независен кандидат, не сум член на партија. Во смисол, јас независен кандидат подржан од партијата. Да, точно, подржан. Сега зошто се случи и како се случи целото, накратко да одговорам. Не е проблем. Почнавме, јас кандидатурата објавив уште во јули, кога почнаа по медиуми да пишуваат дека тие големите партии едноставно не може да се согласат за или заеднички кандидат или како и да е да излезат на избори, и тогаш објавив дека ќе се кандидирам. И им понудив на сите партии во Македонија кој сака да ме поддржи. Целта директна ми беше, искрено да кажам, да се направи коалиција на повеќе партии. И тогаш почнавме преговори со неколку, не сакам да ги спомнувам, претежно поголемиот дел се во коалиција со ВМРО ДПМНЕ, единствено Демократи не е. Господинот Јорго Огненовски
стапивме во контакт, воспоставивме соработка, се сретнавме, едноставно постоеше некоја енергија. Се слушнав и со другите, меѓутоа тука веќе постоја други комбинации и калкулации. Нив не ги интересира кандидатот или не знам што ќе биде и како ќе биде, едноставно може да те остават на цедило во последен момент. И тоа сака да го направат. Инаку, ако сакав јас да одам директно до 1 септември, не беше никаков проблем да соберам 2 гласа. Мислам да се кандидирам како независен, нели со измените на изборниот законник. Тоа не е проблем. Меѓутоа сакав да излеземе во струга како партии од македонска коалиција. Но за жал тоа не успеа. Единствен човек што ми излезе во пресред и што мислам дека е човек од збор, да кажам, е господинот Јорго Огненовски. Друг не сум сретнал. Од почетокот кога се запознавме до имаме константна соработка, никогаш нема лажење, нема задкулисни игри и ја нема она стандардна македонска политика која што ја гледаме секој ден. Затоа што кај нас политиката се претвори во лаги, во измами, во калкулации, ние во струга викаме нати го, дај ми го. Мисламе во цела Македонија. Да. Јасно што сакам да кажам со тоа. Тоа мора да го искорениме. Ние сме нови генерации. Мораме да ја преземе одговорноста на ниво на Македонија. Ова повеќе вака не оди. Секој гледа докаде се оди со работите. Значи, ние сме во еден ќорсокак од кој што мора да излеземе. А за тоа да се направи, јас викам, човек мора да ги понуди своите квалитети на собствената држава. Знаете, како кажал Сократ, ако им дозволите на медиокритетите да владеат со вас, тогаш инфериорните ќе владеат со вас, ако вие не се вклучите во самата политика. И од друга страна, мислам дека политиката не е некоја специфична струка која што човек треба да ја има па за да биде политичар. Не, тоа е политика е се во животот. Од купување јогурт во продавница, па се до изградба на автопат, до надворешна политика на една држава, до изградба на објекти во општина Струга или во нека друга општина. Значи јас барем така ја гледам и мислам дека оваа држава има квалитетни луѓе, не само што викаат некој, ама сите избега во странство. Не, и во Македонија има. И јас дури се надевам и мислам дека имам план и како да ги вратам и тие од странство да видат дека во Македонија ќе им биде подобро. Затоа што како што е дома не е никаде. Тоа ви го кажувам од искуство, од мои 20 години во странство. Никогаш човек во друга држава не може да се осеќа, да се чувствува дома. Тоа е барем моje мислење или моje чувство. Не мора да значи. Сега има секакви, нормално, секој си размислува на свој начин, но јас си ја сакам Македонија и сакам да функционираме тука. И од оваа држава да направиме навистина европска држава, квалитетна држава која што овој народ ја заслужува. Затоа што овој македонски народ има претрпено премногу во својата историја, да не се навраќаме назад, претрпува и денес, затоа што најголема клетва е што ние ја живееме историјата. Се уште ја живееме историјата. Од промена на името во 2019 година до се живо. Значи секој ден ни е нас историја. Тоа не смее да биде. Луѓето мора да бидат релаксирани, да се концентрираат на фамилии, да го вратиме чувството на традиционални вредности во фамилиите, да работиме на тоа не главното излегување на човек да биде кладилница, казино и брзи кредити, него луѓето да имаат различни можности, да има спорт, да има рекреација, да има култура, да има театар, да се не да направиме нешто ново, него да ја вратиме Македонија на она што била пред можеби 50 години. Ако сте виделе слики од Струга од 70-тите години, кога ние не сме биле родени, претпоставам и вие. Да, 89-та сум јас. Тоа е чудо. Значи, не може да верувате каков град бил Струга. Тоа било се под конец. Денес личи на катастрофа. И тоа е мотивот за моето вклучување во политичка Роберт, кампања. ако смеам да заклучам, ти, така? Може на ти нема никаков проблем, да. Ти ми делуваш како разочаран човек од поголемите политички чинители Точно. Да. во нашата држава, заради тие работи што ги кажа пред малце, но во исто време си оптимист за иднината, ја гледаш Струга на некој поинаков. Значи ќе ни кажеш тоа ти
каков. Сакам да те запрашам пред се. Кои се твоите вредности како човек и твоите способности, можеш да не ги кажеш, Тоа е твоите тешкото принципи? прашање за одговарање да човек да се пофали сами од себе си. Видите, кај мене во животот владеат принципи, ќе ви кажам една анекдота или тоа што ми го кажал татко ми. Тој ме учи секогаш вика: синко, гледај кога некој ќе ти зазвони на врата да кажеш повели. Значи секој да може да влезе, а да не да гледаш низ тоа кој тоа доаѓа. Значи најбитен е образот, да имаш чист образ, човек, да има принципи, да избегнува лажење, да биде фер и да знае да каже не знам и не. Тоа е многу битно за мене во животот. Искреноста пред се. Јас сум многу директен човек, се надевам искрен и кај мене нема манипулации, нема калкулации. Затоа веројатно тоа ми е од искуство, мислам, јас сум сепак од природно математички науки и тоа кај нас се знае, па тек во информатиката се е на 1 и 0. Знаете. Така. Да. Овој прв дел зборевме малце повеќе за вас, за тебе, како да. Личност, те опишувавме, се опиша сам. Би сакал да го заокружам со прашањето кое не мора да ми одговориш, нормално доколку мислиш дека не треба, доколку не сакаш и така натака. Јас ќе ти го поставам, имам некои сознанија дека пред некое кратко време ти се случило некоја незгода, некоја несреќа. Ако сакаш можеш да ни кажеш, ако сакаш повторно ќе кажам не. Мислам дека нема потреба да се разговара за тоа, тоа е позади мене, имаше мал инцидент, се случи што се случи и остане на тоа. Да, нема никаков проблем. Добре. Случај, да. Добре. Да. Гледате. Полн со енергија во секој случај, за да одиме напред. Да. Сакам да те запрашам, што е тоа по кое демократи, партијата која те поддржува, се разликува од останатите партии? Видете, искрен да бидам, многу за партијата не знам. Соработката моја беше со Јорго и со Марина, значи генералниот секретар, се разменивме мислења, се најдовме неколку пати, едноставно постои некоја синергија. Имаме исти размислувања за многу работи, за многу теми, за некои веројатно и се разликуваме, меѓутоа тоа е нормално, размена на идеи во секој случај, се нуди поддршка и затоа ценам дека партијата е, ајде да кажам, неизвалкана. Партијата нуди можност затоа што застана зад мене за мојата кандидатура. Иако реков сакав коалиција, Јорго беше единствениот што застана и остана до последниот ден до својот збор. И така се случи. И затоа ги ценам во секој случај. Сега малце да поразговараме за општината, за Струга. Каква е вашата визија, вашата мисија во истовремено за Струга? Како ја гледате вие кога би станале градоначалник, например? Мислите какви проекти ќе се спроведуваат или во смисол како ја гледам Струга во иднина? Во иднина како ја видете, јас сум голем оптимист и видете, самата работа ме води кон тоа да размислувам на големи идеи, затоа што големите идеи се остваруваат ако човек сака да ги оствари. Сепак сум соработник со Илон Маск, сум учел од него како ги прави работите, го ценам многу во тоа што го работи и мислам дека не постои предизвик кој не може да го совладаме, ако си го поставиме себе си. Струга во иднина ја гледам како прво пристојно место за живење на стружани. Место кое што ќе е чисто, чиста околина, кое што ќе има вода, кое што ќе има чист воздух, кое што нема да биде градот со најмногу заболени онколошки пациенти во Македонија, по број на жители. Тоа е страшно. Еве, например. Значи, иднината ни е тука. Струга е прекрасно место, ја имаме таа прекрасна околија, го имаме Охридското езеро, ја имаме реката Црндрим, имаме планини, Јабланица, тука се развива, тука има можности за развој на секаков можен туризам. Од селски туризам, до туризам на плажа, значи до туризам со странски гости, со домашни, капацитети за развој на спорт. Ако знаете, стружани се познати ракометари, познати пливачи. Сега тоа веќе, значи мора да се истакне тоа мора да биде приоритет. Имате фудбалски клуб? Имаме два, мислам, фудбалски клуба, да.
И така, тоа е мојата визија за една нова визија за Струга. Едноставно едно европско градче, да кажам, каде што луѓето живеат нормално, без никаков стрес, без нервози, без узурпација на простор, без узурпација на улици, каде што луѓето ќе можат слободно да се движат, слободно да излезат и да не се чувствуваат загрозени за своите животи секој ден. Сега не е така. Сега не е така. Воопшто не е така. Значи, Струга е град, видите, сепак се работи за 20 години владење на една гарнитура, која што, јас ми по мое, тотално го уништи градот. Во смисол, се работи на... Па знаете, целта на еден градоначалник на Струга сега, да истурка еден мандат од 4 години, доволно е да не заврши на американската црна листа. Мислам, тоа е кај нас... Ама заврши. Не, викам следниот. Следи. Значи тоа би било прагот, најнискиот праг. Човек значи да не заврши на американска црна листа. Што повеќе треба да се кажува за тоа? Значи се владее корупција и криминал. Владее ужасна загаденост на воздухот. Имаме проблем со депонии. Имаме проблем со вода. Значи може да замислите вие, луѓе секој ден се жалат надвор од сезона. Луѓето што живеат на повисоки катови во зградите од трети или четврти спrat, тие воопшто немаат вода. Слаб притисок на вода, така е. Нема. Тоа е. Например, тоа се проблемите што се гледа. Знаете, има една анекдота, ако може да ви ја раскажам. Се работи за премиерот на Албанија Еди Рама. Кога премиерот на Албанија реши да го исчисти брегот на Охридското езеро од албанска страна, тие влегоа баш како што треба влезе една држава. Значи, немаше селективно рушење, него одеа на се. Тогаш луѓето се побунија и рекоа: па знаете како сега вие ни ги рушите градбите тука, ама знаете ова може да се легализира, ова вака, ова така. Еди Рама им порача една работа. Одете таму од другата страна, таму може да правите се. Дали тоа заслужува Струга? Такво нешто. Значи, не знам кој треба да ни е пример. Тука мора да се најде заедничка соработка, мора да се средат многу работи. Толку имам да кажам на таа тема. Така. Сакам малце да повелете со прашање, мислам, нема никаков проблем. Да, па може и да прашам. Па да не е монолог. Не тоа проблем. Да не е монолог, нели? Да. Не, се супер. Сакам да те запрашам околу проектите. Да. Можеме да ги спомнеме некои, еве на пример, кога би станал градоначелник, што е било прво, второ, трето, барем првите 2-3 работи што би ги направил, што се најитни да се направат. Прво имам повик до владата на Република Македонија и до собранието. Во најкраток можен рок до 29 септември да извршат измени на изборниот законник со кои што ќе воведат тоа што е планирано. Прво од повикување на човек што е градоначелник со одреден цензус, значи не може да владее и да биде бог на таа функција, и второ што е многу битно е комунална полиција. Таа е многу потребна, тие две работи парламентот на Македонија мора да ги заврши. Тоа е многу важно за сите градоначалници во Македонија за идниот период. Сега за дел од проектите. Може да ги градираме по приоритети според мене кои се најважни. Како што спомнав, најголем проблем во Струга е загадениот воздух. Тоа е ужас. Значи, вие во Скопје исто го имате сега проблем со Вардариште, со Трубарево, гледам се палат на секаде, па Дрисла, Скопје, Струга, Тетово. Ева видете сега, јас сум човек што сум живеел во Европа толку време и мене не ми е јасно како можат европјаните од ѓубрето да произведуваат енергија и да прават пари, а ние сме неспособни да го селектираме отпадот. Тоа е неможно. Зошто? Па не сме ние глупави луѓе. Ако не друго, може да ископираме од некои што се попаметни од нас. Сега видете, јас имам дивата депонија во Струга, таа е огромен проблем, се наоѓа на 500 метри од првите куќи во Струга и тие луѓе таму патат секој ден. Ако дувне север, тогаш цел град мириса. Еве сега ќе ви кажам едноставен пример. Пред сигурно беше Мала Богородица, одевме на манастирот во Калишта, на враќање по стариот пат, може би појас од 2,5 километри, тоа внатре во колата моите деца на 2,5 години почнаа да кашлаат невидено, ги печеа очите. Тоа е како да влегува човек во боено поле, не знам, како боен отров. Тоа е страшно се случува и нема никаква контрола. Никој не реагира на тоа. Се палат трски, се палат депонии. Едноставно катастрофа. Добро, зошто се палат трски, на пример, еве?
Имате ли некоја информација што е тоа што Видете, трска, позадински информации, што смета трска? позадински информациите се дека па ги чистат местата за да градат други објекти. Со палење. Да, па мора да се исчисти некако. И сега тоа е едно наједноставен начин, зошто не знам. Ова е шпекулација, сепак вемувам да не се свати, не можам да кажувам точно. Неколку објекти така се изградија веќе на тој начин. Се почнува со диво градба, едноставно се гради, никој никому ништо не му разговара, инспекторите не реагираат на тоа, потоа се чека да се донесе закон за легализација во Македонија, нели ние си носиме закони за легализација на секој 10 години, нема никаков проблем. Знаете ставот на владачката партија каков е или на другите претходните. Тука нема никаква разлика. Значи се оди на диво. И потоа го настанува проблемот. Депонијата е еден од најголемите проблеми за Стружени. Таа мора да решиме. Јас имам понуда за еден поинаков поглед за едно интегрирано решение кое што е во степени. Значи прво тоа што ќе направиме, мора депонијата да се остане и да се исчисти. И таа да биде чувана од комунална полиција 24 часа, никој да не смее да ја пали. Значи, ако не е комунална полиција, тоаш мора да делува полицијата. Немаме други сили, нема друг начин. Или јас лично ќе седам таму. Или од општина. Нема, мора да го решиме тој проблем. Депонијата не смее да се пали. Понатаму. Имам план за рециклажа на отпад. Сега ќе ви кажам како. Разговарав со компании во Германија и во Австрија, кои што прифатија од Македонија да извезуваме, например, лименки, пластични шишиња и стаклени шишиња. Тие во Струга ќе има откупни места, каде што човек добива сега вредноста, не ме фаќате за збор, затоа што треба да се направи физибилити студија сепак за тоа, економски план. Јас не сум економист, тоа мора да го изработиме, но замислете вие, од една лименка би добиле 15 денари, од едно пластично шише би добиле 15 денари. Стаклените одат поевтино, тие се некаде 2 до 5 денари, меѓутоа сепак се пари кои се враќаат назад кај граѓаните. Сакам да те запрашам, како е тоа со отпадот во странство, например, еве имаш фирма во Германија. Да. И како тоа би го направиле тука во Македонија во Струга? Еве сега ќе ви објаснам. Ако го почнеме процесот на селекција на отпад, самите фабрики кои што би го рециклирале отпадот, видете тука се работи за голем проект. Тука може да се вклучи и Охрид, може да се вклучи и Вевчани, може да се вклучи и Кичево. А зошто да не и цела Македонија, ако тој проект фати корен? Тогаш ние ќе добиваме како општина пари заради рециклажата на отпадот, затоа што тие добиваат на тоа. Од една страна добиваат граѓаните со поврат на парите за амбалажа, од друга страна добиваат пари од странски фирми кои што работат со тој отпад. И тоа е двојна добивка. Од друга страна, тоа е само почетокот. Тука мора да се постави основа. Европската Унија има посебни европски фондови. Значи, буџетот на општина Струга нема да биде буквално воопшто чепнат за изработка на фабрика која што би вршела рециклажа во Македонија. Значи кај нас. Дали тоа би било на територија на општина Струга? Дали би се договорили со регионално? Тоа треба да се направи концептот и треба да се работи на тој концепт. Јас за Струга во секој случај тоа ми е приоритет и тоа би го работел. Со тоа ќе создадеме нови работни места, чиста средина, чиста околина и сите, значи произведената обработениот отпад ќе се трансформира во енергија, топлинска енергија, електрична енергија. Таа енергија директно ќе ја вклучиме во значи затоплување на училиштата, јавните објекти и секаде каде што има потреба општината. Значи ги намалуваме автоматски трошоците за гориво. Тоа е отприлика за оваа тема. Ова се што го кажа делува дека е осварливо, не е нешто што заради тоа што знаеме сите дека во минатото имало градоначалници кои говореле дека ќе се качиме на Марс. Па ништо од тоа не се случи. Така. Ова сепак не делува така, делува дека е нешто многу возможно. Сакам да те запрашам, во програмата исто така има напишано дека се зборува за инфраструктура, образование, здравство, туризам, култура. Кој од овие сектори гледаш во него како најголем предизвик и зашто? Вака, како втор приоритет, мислам треба да се спомне водоводот. Тоа е еден од најголемите проблеми на Стружени. Сега ќе ви кажам, разговарав со тројца хидроинженери кои што го знаат на памет подрачјето, регионот на Струга и Охрид. Од струшките извори во шум имаме 450 литри во секунда проток на вода. Градот Струга
За градот Струга се доволни 150. Замислете колкава е загубата што во меѓувреме се создава. Тоа е проблем кој што е едноставно неверојатен. Ако сте математичар и ги гледате бројките, вас не ви е јасно што се случува, каде оди целата таа вода. Настрана фактот што имаме и други извори кои што не се искористени, а го имаме и цело езеро. Значи, зошто да не се изградат пумпни станици, исто како што се направи во Охрид кај хотелот Метропол, и Струга да изгради пумпни станици со пари на Европска Унија, за да може да се зголеми капацитетот доколку е потребно, ако е потребно. Значи, тоа све се прави плански. И тоа ми е дел од програмата. Тогаш Струга нема повеќе да има проблем со водовод. Од друга страна, сакам да го дигитализирам тој цел систем, во кој што ќе ставиме хидрофори на одредени улици, на секое место, и дигитално ќе може да контролираме загуба до 1 литар во секунда. Значи, доколку има кражби, а има голем број на кражби и на диви приклучоци, затоа што сега има? па се приклучуваат пред сатот. Значи, пред сатот што мери вода, се приклучуваат и после вадат дворови. И сега во лето излегувате, значи излегуваме надвор во град, гледаме сите што се случува во Струга. Си ги вадат плочниците, си ги вадат бекатон плочките, а луѓето на втори, на трет спрат немаат вода, не може да одат во тоалет. Мислам, тоа е срамота, тоа е недозволиво, па во 21 век живееме. Тоа мора да го спречиме. Дали е тоа проблем да се спречи? Не бараме одење на Марс, нели, како што викате вие. Тие се бараме едноставни работи кои што може да се решат со дигитализација, и комуналната полиција е тука. Тогаш мора во соработка со МВР и во соработка со комуналната полиција дивите приклучици се отстранат. Од друга страна, имам план да воведам 3 нивоа на плаќање на вода. Прво се однесува, според европскиот просек потребни се, мислам дека 3 кубици вода за еден човек, значи за фамилија од 4 луѓе тоа се 12 кубици вода. Таа би била со некоја минимална сума. Втората категорија ќе биде некоја нормална потрошувачка, малце позголемена од таа, и третата категорија ќе биде екстремни потрошувачи кои имаат своји базени, кои што сакаат да наводнуваат плочници и пак бекатон плочки, па тогаш нека повелат, нека платат. Нема никаков проблем, меѓутоа нема да има диви приклучоци. Тие ќе бидат преку главната мрежа, нека трошат вода колку сакаат, но за тоа ќе касираат во самата општина. Доколку овој проект се оствари, јас имам направено економска пресметка, мислам дека ќе може да им дозволиме и да им овозможиме на најсиромашните жители на општина Струга и на пензионерите кои земаат минимални пензии, буквално бесплатно да добиваат вода во своите домови. Тоа е концептот за водата. Како втор проблем што го гледам. Така. Да. Сака да ви спомнам трет. Слободно може, ако има нешто што ти текнува прво на памет, што е исто така проблем, може да. Да, тоа ми се приоритетите. Под приоритет број 3 би ги ставил училиштата. Ситуацијата е катастрофална, како што знаете, сегашниот градоначалник ги предаде ингеренциите на владата затоа што не можеле да платат доволно. Владата дотира 9,5 милиони евра. Јас ги направив сите можни пресметки, ги искористив сите можни програми, никако во главата не можам да сватам како 9,5 милиони евра не се доволни за 12 училишта и уште 24 локални помали училишта каде што учат, не знам, по 20 или 3 ученици. И тој проблем мора да се реши. Децата се нашата иднина. Нив мора да им обезбедиме најдобри услови за понатамошен развој. Сега, како ќе го направиме тоа? Прво, пак спомнувам, повторно кажувам, со искористување на фондови од други места, ќе се постават фотоволтаици на секое училиште. Тие фотоволтаици со батерии ќе произведуваат струја за самото училиште. Тоа е првата работа, значи сите училишта. Второ, секое училиште, сега во моментот се користи нафта како производ за загревање. Нафтата знаете дека е скапа. Зошто не би се промениле на газ? Значи, тука нема никаков проблем. И за тоа е разговарано со експерти за таа работа. Вика дека средствите, вложувањата се минимални за секое училиште и секој јавен објект на самата општина и како општина Струга да се загреваат на газ. Значи, тоа не е никаков проблем. Ќе ги намалиме сметките и едноставно од дотациите на државата и од општинскиот буџет ќе може да ги сервисираме сите понатамошни работи. Од друга страна, има идеја, сега не знам колку е тоа, сепак тоа треба да се разговара, но мојата е, мислам дека нема логика да се отвора училиште каде што има 20 ученици.
сепак мислам дека поисплатливо е да има градски превоз или значи школски превоз, како што го гледате, не знам, во Соединените американски држави или во Европа секаде, кој што би ги земал тие деца, би ги носел во некое централно училиште заедно. Прво е социализацијата. Значи, замислете сега го гледа Игор Џамбазов во Маврово, каде што пеа пресретни со едно дете. Да, ама тоа е едно дете. Тоа нема социализација со никого. Друго е како да учиш во клас во кој што како ние учевме кога беа 30-34 луѓе, а друго е да биде сам или со двајца. Нели? Тоа е главната. Не можам ни да замислам како е тоа. Тоа е едноставно, мислам дека психолози треба да одговорат на ова прашање, дали е подобро тие сите деца да ги собереме во едно централно место, во едно централно училиште, ако треба да се изгради ново и да ги едноставно општината да обезбеди превоз за тоа дете. Значи да го земе во одреден период, да го донесе на училиште и да го врати дома со појадок, со се. Сега тука е друг проблем. Патиштата мора да бидат чисти, затоа што доаѓа зима. Во Струга е катастрофа. Јас буквално последните, не знам, 5 години немам видено машина за чистење снег во Струга. Тоа е една катастрофа. Едноставно си останува се на тој начин, се прават тие браздите од автомобилите и си останува на тој начин до крај на пролета. Како што рече претходниот градоначалник Мерко, па Господ го даде, Господ ќе го земе снегот. Таа беше неговата изрека, ако се сеќавате. Јас добро се сеќавам. Тука, да, тоа ми е еден од приоритетите. Во соработка со провинцијата Бајер, значи Баварија, и со Австрија, стапи во контакт кои што значи во секој случај расположени да донираат нивни возила за чистелки за снег, камиони за вода со кои што би се чистеле улиците, буквално јавното комунално предпријатие да го обновиме на начин кој што нема да биде никаков проблем за општинскиот буџет. Сега рачунајте, сметајте дека сите тие проекти прават заштеда на пари. Затоа што ако ги добиеме средствата од друго место, нашите пари кои што се собираат од граѓаните, од даноците, ќе се финансираат за други проекти кои што се битни за општината. Тука сега доаѓа вашето прашање. Развој на културата, развој на спортот. Да. Спомнавте култура, спорт, здравство. Здравство. Добро, видите, во здравството сега искрено не сум толку упатен колку може општината да помогне, сепак тоа е државна, тоа е под државата, ингеренциите се. Владата на државата, но да. Јас се надевам на отворена соработка со владата, да не смета дека не сме град кој што не припаѓа во Македонија, да си ги преземат своите одговорности и да се работи. Мислам дека сегашниот директор е прекрасен, го познавам како личен пријател, добро ја води работата, имавме оддел за породување кој што голем број окригјани доаѓа во Струга затоа што во Охрид се реновираше и тука треба да се направи некаква централизација заеднички да се работи Струга и Охрид да стане центар за здравје и на Стружјани и на Охриѓани. Инаку нема логика ако не соработуваме заедно. Ние сме едно, сепак треба некоја да има блиска соработка. Зошто да не и прекогранично, например со Поградец. За здравството. Да. Сега видите, за културата. Струга го имаше едно од најголемите кина во Македонија. Тоа кино е распаднато, во ужасна состојба, таму се одржува стушките вече на поезија. Тоа е под државата, не се финансира, нема, јас барем не сум видел никакво реновирање, можеби грешам, нека ме исправат ако не сум во право. Тоа мора да го преземе општината и општината мора да развие култура за луѓето. Како што кажав, наместо кладилници и казина, треба да се отвори театар, треба да се отвори киносала, каде што ќе можат да одат да ги гледат најновите филмови, треба да се отворат спортски центри, спортот е многу битен. Фала Богу, еден проект што се направи е го отворија затворениот базен, кој не беше во функција 20 години. Тој сега се обнови и работи прекрасно. Сите се заинтересирани, сите своите деца ги праќаат таму. Значи самите родители се од една страна се олеснуваат со тоа што децата ги праќаат, знаат каде се во наводници, дека се на некој спорт, се занимаваат со некаква спортска дејност, како што ние во времето одевме на карате, на ракомет, на кошарка, на фудбал и на се. Тоа мора да се врати назад. Значи сепак традиционалните вредности и правилна насока за образование и едукација на нашите најмлади. Тоа е најважно. Спомнавте и дека киното во Струга во моментов е под ингеренција на владата, но идниот градоначалник на Струга
нормално дека има можност да ги побарат да му ги вратат ингеренциите назад. Сега дали ќе му ги вратат, тоа е друга работа, Да. но он може да си побара, Јасно. тоа не е Так. како што бара во моментов, мислам бараат и други градоначалници некои такви слични работи. Так. А спомнавте дека за вода во има диви приклучоци. Добро, нема пријави, се случуваат Не. пријави сега. Не, ништо. Нема во Струга не владее закон. Мислам, не знам како поинаку да се изразам. Би сакал, Роберт, да те запрашам околу младите. И ти си млад човек, што ти е планот околу нив? Како да ги задржиме да останат во Струга? Има не само во Струга, во целата Македонија има Да. има многу иселување. И у Скопје има, секаде ги има. Но како, нема да се вратат сите, како што велиш, ти Точно. спомна дека имаш плани да ги вратиш. Ти посакувам среќа, но како да ги задржиме во моментов тие што се во Струга? Како да ги задржиме? Од еден дел, кажав, спортот и културата, тоа е дел кој што мора да се исполни, но најважно е економската подлога. Општина Струга има голем капацитет за развој на бизниси. Јас сум работел и работам со различни стартапи. Планот ми е да се отвори, значи, IT центар во Струга, за стартап култура, значи стартап центар, каде што општината ќе и понуди на секој нов на секој човек што сака да отвори своја компанија бесплатна струја, бесплатна вода, бесплатен интернет и бесплатни простории во одреден временски период нормално. После тоа се зголемува вредноста, значи доколку сака да остане тука и нормално ако профункционира тој стартап, си се сели на друго место, продолжуваат нови. Би имала општината математика да го направи тоа? Да, во секој случај, па тоа го прави секој град во Европа, тоа не е нешто ново, секаде се работи на тој начин, тоа го прави Берлин, тоа го прави Минхен, тоа го прави Потсдам, тоа го прави, не знам, Келн, тоа го прави Париз, секаде е така. Од друга страна, ние имаме голем капацитет, јас искрено имам план во Македонија да успееме да донесеме најмалце 3 дата центри, кои што би биле главните за на почеток југоисточна Европа, а потоа бога ме мислам и за цела Европа, во кои што ќе се сместуваат податоците од цела Европа, обработка на вештачка интелигенција, која што деновиве е многу битна, знаете, слушате се што се случува. Само да ви спомнам едно нешто. Европската унија одвои 18 милиарди евра, од кои што, верувајте, Македонија нема никаков проблем да ги користи како средства како членка на Европска унија. Значи нема градација. Дали сте членка на Европска унија или не сте членка. Едноставно парите може да се користат. Сега што треба? Треба да се понудат проекти. За да се понудат тие проекти, треба младите да ја спознаат вештачката интелигенција како можност да навлезат во неа, значи тоа оди преку образованието, сепак како што вие викате и државата тука мора да помогне, не само општината, да се насочат луѓето и да почне да се работи на тоа. Зошто да не искористим 18 милиарди евра луѓе? Дали другите се попаметни од нас? Не се. И тие би нуделе такви проекти. Би нуделе Да. курсеви за вештачка интелигенција? Да, во секој случај. Да, сепак тоа се оди со некакво јавно-приватно партнерство во кое што би се насочиле. Но многу е битно и како работат училиштата, дали ќе ги насочат правилно учениците. Зошто не и општината не отвори такви центри? Зошто да не финансира да не побараме финансирање од Европска унија или од Соединетите американски држави кои што денес се ударни во развојот на вештачка интелигенција, да бидеме нивни партнери, па нели ние сме стратешки партнер на Соединетите американски држави. Така кажува премиерот. Ако сме, тогаш да настапиме така. Не може да биде еднонасочно, нека биде двонасочно. Нека американците ни помогнат нас и во друг дел. Не мора само да ни градат црни листи во Струга, нека направат бела листа на проекти за вештачка интелигенција, еве. Како идеја? Ова двонасочно, премиерот вика двонасочна улица тука некаде. Да. Сакам да те запрашаме како ќе се грижиш за заштита на животната средина во твојот град Струга. Што би направил за да заштитиш? Дали, например, Струга ноќно време е доволно осветлена? Не. Дали има доволно клупи? Дали има доволно канти за отпадоци? Тоа маце сакам. Струга е осветлена ако имате добар мобилен телефон со добро светло. Да, тогаш е осветлена и ако не ве нападне некое куче во меѓувреме, бидејќи може и да ве изеде. Тоа се случи. Јас инцидентот го имав ставено на Facebook, мислам дека имаше преку 450.000 прегледи, каде што една девојка беше нападната, тоа е ужас. Видете, значи тука имаме два проблеми. Осветлувањето
е катастрофално. Не ми е ни јасно како можат да користат онакви светилки кои што воопшто не светат. Значи таму кај што светат, тие не светат во суштина. Нема осветлување, нема доволно осветлување. Од друга страна, Да не се лет. секоја, па не знам какви се, лет се и не знам, не можам да знам. Мислам тоа е промашена, тоа е катастрофа и промашена работа, тоа мора да се смени. Прво јас сум за жолто светло, а не сум за овие сега што ги ставаат, затоа што жолтото светло пробива. Тоа е многу јасно, тоа е физика и секој го знае тоа. Од друга страна, кај нас можеби секој пети столб е осветлен. Значи имате 4 кои што не работат и 5 работи. А има и места во струга каде што воопшто нема осветлување. Значи јас буквално имам места да отидам до мој комшија, јас морам да имам мобилен телефон. Нема шанси да влезам. Од друга страна, тука морам да потенцирам малку и за негрижата на граѓаните. Сега нека ми извинат, меѓутоа секој може да си ја смени си лицата во сопствениот двор. Зборувам за зградите. И тоа би се решило на тој начин, што општината ќе формира предпријатија или овозможи формирање на предпријатија кои што ќе ја преземат функцијата за комплетна значи ревидирање на состојбата во една зграда, како и преземање на одговорностите за одржливост. Тука се работи за отворање на нови работни места. Значи има многу можности ако се сака да се искористи на тој начин. Тука ја гледам иднината на струга. Од друга страна, еве едноставен пример. Луѓето имаат огромни сметки за струја. Затоа што затоплувањето кај нас е или на дрва, или на пелети, или е на струја. Претежно е на струја, затоа што владата цело време потенцираше, преходните влади, потенцира и инсистира да се купуваат клима уреди, сега сите ги купија клима уредите, меѓутоа влегуваат сега во втората, во третата категорија. Јас дома имам 2 мали деца од по 2,5 години, јас не можам да не исклучам, мора да е секаде топло. Така, значи децата треба да се капат, децата треба да играат, децата треба да шетат, не може да се затвориме ние како во 18 век во една просторија и да живееме сите тука, значи треба некаква можност за слобода, така? Сега, што би се направило во тој смисол? Морам една мала дигресија околу сево. Повелете. Сега вие зборите од една страна, но владени функционери збореа и ни дава многу совети за економијата околу овој дел, што спомнавте вие дека климата треба да би пуштена цело време, они не баре да дуваме на свеќи не тера допред некој месец. Ако памтите. Ако тие во нивните домови е така, тогаш и ние ќе може да работиме така, ама мислам еве вие сте новинари, отидете неколку дена кај нив да видите како тие живеат, па ние би го копирале животот на нашите политичари, нема никаков проблем, јас сум за да прифатиме, иако мислам дека реалноста е многу поинаква. Тоа е. Да. Ве прекинав. Нема проблем. Сакав да кажам, имам план, доколку станам градоначалник, да се направи физибилити студија и веднаш да се отпочне со реставрација на сите стари згради и нивните фасади, кои ќе бидат еколошки и енергетски ефикасни, со тоа автоматски ќе се намалат сметките за електрична енергија на сите жители на Струга. Значи директна заштита на буџетот на граѓаните. Тоа мора да падне на сметка на општината. Општината има пари да го направи тоа. Ако не купуваат, не знам, Audi A6 и сите други работи каде што се трошат парите. Од друга страна, за да не бидат занемарени куките, бидејќи ние сме место каде што има изгради и куки, би направиле можност за некаков фонд кој што општината би финансирала значи обнова на фасади за приватните куки за да им се помогне на луѓето. Од друга страна, сега доаѓа зима. Планирам меѓу првите одлуки да биде општинска комисија која што ќе прошета по сите села во Струга и секако градот Струга и ќе направи список на луѓе кои што се загрозени. Луѓе кои што не можат да си платат основни трошоци за живот. Значи немаат храна, немаат грејење. Тоа не смее да го дозволиме. Ние, според Уставот на Република Македонија, сме социјална држава. Ако сакаме да ја имплементираме таа социјална држава, ние мора да се грижиме за оние што се најсиромашни. Затоа што тогаш е државата силна, тогаш е државата јака, тогаш државата дава подлога кога човек ќе падне, за да може повторно да стане. Тоа е мојата идеја.
Спомнавте за комисија, еве јас нешто, некоја идеја да ви дадам. Да, повелете во секој случај. Да, ме инспирира. Сите идеи се добродојдени. Се надевам дека и граѓаните ќе дадат идеи. Јас се надевам дека ќе влезе и во вашата програма. Мојата идеја. Да, повелете. Спомна дека ќе има комисија која ќе оди по селата. Да. Истата таа комисија може да увиди по селата, не мора некоја друга или нешто слично, да се трошат дополнителни средства, може да увиди, да изброи, да види колку стари лица има во тие села. Точно. Заради тоа што не само во Струга, во цела Македонија има многу стари лица што немаат синови, деца, што се иселени. За да не за друго, барем еднаш месечно да ги посетува адвокат, доктор, за да види, заради тоа што луѓето умираат и никој не знае ни дали се живи. Точно, во право сте. Сега ќе ви спомнам, морам да го пофалам од се срце Црвениот крст Струга, кој што работи со полна пареја. Ние сме една од ретките општини каде што постои нега за стари лица. И негата е обезбедена директно за многу луѓе. Дали треба да се зголемат капацитетите во секој случај, и тука општината нормално мора да помогне и да се покријат точно таквите случаи како што вие ги кажавте. Тоа е и сега функционира, значи сепак благодарно уште еднаш каде Црвениот крст, но тоа мора да продолжи да работи понатаму. И не само по села, ти по градоци има стари лица. Да, секаде, целата општина. Да, точно целата општина. Може да се помогне нормално да им се купи било што имаат потреба. Знаете, затоа викам традиционални фамилии. Например, еден дел од програмата ми е ваучер за секој новороденче, каде што општината за првородено дете дава одредена сума на пари, која што е најпотребна, за се знаат родителите колку е тешко во првите денови кога ќе се роди значи првото дете, за второто дете ќе се добива поголема сума, за третото дете ќе се добива поголема сума и така натаму. Значи општината мора да делува директно за поттикнување на растот на македонското население. Затоа што луѓе, ако немаме деца, ние ќе изумреме како нација. Тоа е најважното. Малце ни бегаат во странство и уште тука ако не се создава нови поколенија, ние сме мртва нација. Секој треба да размислува на тој начин. И тука треба да се вклучат и други фактори, како црквата, како исламската верска заедница, не е битно, значи институции кои што мора да го поттикнат населението на во права насока. Планирате состанок средба со поглавиците на овие верски заедници? Да, во секој случај, зашто да не, секои идеи се добродојдени, соработката со нив е во секој случај многу битна. Ние сме, како што знаете, мултикултурна средина, имаме луѓе од различни националности, така да, тоа е многу битно. Дали граѓаните на општина Струга ќе бидат вклучени во твојот значи, дали ќе се консултираш за секоја, може не за секоја, него за одлуките што ќе ги носиш за општина Струга со граѓаните, и дали ќе бараш од нив идеи, например, на кој начин се ќе видат и дали ќе бидат вклучени граѓаните во Севола? Благодарам на прашањето, лично прашање. Ако вратите на мој Facebook профил во 2015 година, ја дадов оваа идеја на ниво на Македонија. Да се оди со можност за референдумско гласање, не во смисол референдум, нели, по устав, него консултации со граѓаните за одредени проблеми. Може сега, доколку ја имам таа можност, затоа и се кандидирав како граначелник на Струга, тоа ќе биде едно од првите нешта што ќе ги имплементирам. Тоа ќе биде апликација и преку веб страна во секој случај, која што ќе прибира мислења од граѓаните од една страна, а од друга ќе се ставаат одлуки за самите граѓани да бидат инволвирани во целиот процес. Значи тоа веќе функционира во Швајцарија, па тие на секои 2 недели имаат референдум. Ако тие може тоа да го направат, зошто не и ние? Зошто да не се прашаат граѓаните на Струга, еве, имаме толку финансиски средства, дали мислите дека треба да се потрошат за оваа работа или ова? Која е приоритетна? Секако согласање, мнозинството секогаш добива. Тоа е во секој случај дигитализација комплетна на општина Струга, на училиштата и на сите јавни институции. Има еден друг проблем, колку што знам, од своји информации има многу луѓе кои што добиваат пари, а не одат на работа. Тоа ќе престане, нема да постои, и секој што доаѓа на работа ќе мора да дојде точно во определено работно време, да се логира, значи со картичка, и да се одлогира кога ќе замине на работа. Значи да се знаат дека луѓето се тука. Не може на друг начин. Има и други технологии кои ќе ги спроведам за да знам дали се тука, но тоа нема да го кажам сега, тоа се сепак работи на мојата професија.
Тука не може никој да ми излаже. Мислите, не би имале притисоци околу се ова, Во секој со случај. влегувате во некаква војна со тие што се неработници? Да, па очекувам дека ќе има притисоци, меѓутоа работиме за доброто на граѓаните. Ако јас земам плата како градоначалник, мене ми тоа ми е работата. Значи мора да имаме ефикасна јавна администрација. Не може човек да чека на шалтер, не знам, 20 минути после му доаѓа некој па му вика, ама извини, сега имам пауза за ручек, а пред тоа го нема никаде. На пример викам, се мора да биде ефикасно и едноставно мора да постои систем и шема во која што администрацијата ќе делува спрема граѓаните. Зошто да не? Ако може државата да го изработи сајтот услуги gov.mk каде што се издаваат, не знам сега, изводи, државјанства и други некои услуги кои што ги спомна министерот Тошковски и премиерот, зошто да не може општина Струга во сопствените ингеренции да направи едноставно иста таква веб страна каде што не знам човек ќе може да провери докаде му е процесот, докаде ако отворил барање некое за пример за легализација во смисол сака да гради нова градба, така мора да се поднесе барање. Барањето може да се поднесе дигитално. Ако не може дигитално, ако има законски пречки, барем можеше да следи каде се наоѓа. Точно ќе знае кај кој човек се наоѓа тоа барање и докаде е постапката. Но од друга страна, менеджментот на општината ќе биде алармиран ако некој го стави предметот под фиока и не го работи. Тогаш автоматски се знае. Значи со дигитализацијата се е можно. Тука нема бегање и мислам дека ефикасноста би се зголемила на незавидни граници. Спомна администрација, неоделение на работа, касна и така натаму. Да. Имаш некакви информации сега дека се случува тоа? Конкретни информации, спекулации, сепак се спекулации, не би сакал да навлегувам во спекулирање, има Значи, информации, непроверени. има информации дека сега од тоа што го слушам од секојдневните средби со граѓани дека постојат луѓе кои што ги знаат дека живеат во Швајцарија, земаат плата од општината. Дали е тоа точно, јас не можам да потврдам, тоа е само спекулација. Само сакам да кажам, доколку има, тоа нема да постои. Така. Дали администрацијата, која сме веќе кај во Струга, има многу вработено луѓе во администрацијата или треба може да се зголеми, да се намали? Мислам дека во општината нема голема вработеност, но многу е битно колку се луѓето ефикасни. Затоа што ако вие на список имате 150 вработени од кои што 100 се во странство, тогаш вие џабе. А може да имате и 200 вработени, ама ако тие 200 само 20 си ја вршат својата работа, тогаш пак имаме проблем. Нели? Значи мора со тој систем на дигитализација секој да си ја врши работата. Мора да ги заработи сопствените пари. Нема пари без мака. Така викаат. Така. Сосема на крајот би те замолил да се обратиш кон твоите стружани и да им кажеш зошто да гласа за тебе и за партијата Демократи. Почитувани граѓани на Струга, на 19 октомври излезете и направете го вистинскиот избор. Гласајте за Роберт Милевски, гласајте за мене, затоа што јас знам како да ја подобрам општината и како од Струга и од општина Струга да направиме европско градче, европско место, една убава локација каде што сите ќе бидеме горди на неа. Ви благодарам. Роберт Милевски, ти благодарам многу што ни беше гостин. Ми беше чест и задоволство. Струга, мислам дека треба да се горде, имаше прекрасен подкаст и посакувам среќа на овие локални избори. Благодарам и се надевам дека ќе се видиме повторно во текот на кампањата. Јас сум расположен во секој време и уште еднашка фала за тоа, за можноста и Струга да се слушне во Македонија. Ја посакувам нормално да ни дојдеш повторно гостин во наше студио. Во секое време. Благодарам. Драги гледачи, тоа беше кандидатот на Демократи за општина Струга, господинот Роберт Милевски, а вие, ако ви се допадне овој подкаст, верувам дека ќе ви се допадне, притиснете лайк, споделете го ова видео како би допрело до што повеќе луѓе и притиснете subscribe. Се гледаме.